Да заминеш од една земја на одредена возраст без да го познаваш јазикот на кој што си проговорил. Какво губење е тоа за личноста во нејзиниот понатамошен живот? Јас имам ученици кои се на 11 години и секој во своето дружење, имам познавам 5-6 такви, во своето дружење никогаш меѓу себе не зборуваат на македонски. Не да уфрлуваат зборови на англиски, комплетно зборуваат на англиски. Значи, комплетна комуникација на англиски јазик. И јас тоа го приметив, сега бев на екскурзија скоро, и јас гледам, добро. Прво си мислам нешто као некоја зафрканција, после гледам на одмори, на паузи, на час меѓу себе, чекај. Деца зборуваат на англиски комплетно, значи не е тоа една реченица ќе уфрлам па не знам. И после размислував за тоа. Од една страна на предметот јас им изгледам како бронтосаурус некој. Тука им зборувам за некој Мисирков или не знам какви тоа за нив или како некој, не знам. Ама од друга страна се обидувам да им објаснам дека без разлика што тоа сега изгледа многу така кул, дека ова е многу небитно, дека не знам, без разлика на тоа, сепак според мене нема да го познаваат толку добро англискиот јазик ако не го знаат јазикот на кој се роди, на кој прозборуваат, на кој научиле да зборуваат, јазикот на кој на крајот на краиштата размислуваат. Без разлика што тие зборуваат на англиски и тврдат дека мислат на англиски, не е баш така, бидејќи малку се Кате знае, малку се преиспитав, јас там се допитав со наставничките по англиски, не се толку добри во англиски. Иако зборуваат цело време на англиски. Тоа е некоја чудна ситуација тоа. Така да, според мене... Сакам да кажеш дека ако не си свесен за јазикот на кој што си проговорил, за неговата структура, граматика, не можеш да бидеш свесен и за вториот јазик што го усвојуваш. Сакам да кажам дека ако не се свесни за некој свој, не ќе да се допутрена така флоскули, јаки зборови, јазичен идентитет, не знам, тоа ми е малку пресилно. Ама едноставно има некои работи кои јазикот е универзум. Значи начинот на кој ги перцепираме ние работите во реалноста се е преку јазикот. Нормално дека тие се во контакт со англискиот јазик преку сите медиуми. Меѓутоа нивната реална стварност, тоа е сега тавтологија, нивната реалност е на македонски јазик. Значи не е возможно е ти да направиш отклон од тоа, да тврдиш дека ти немаш врска со тоа или да си во некаква дискрепанца од јазикот кој го живееш секојдневно. Тоа е невозможно. Тоа значи мора да е, тоа е на вештачки нозе. Ако е на вештачки нозе, е осудено на пропаст. Според мене нема ништо лошо во тоа да зборуваат, да го знаат англискиот перфектно, напротив, нема ништо лошо во тоа да си отидат еден ден, што да е избор на секој човек, нема ние да одредуваме кој каде ќе живее, меѓутоа според мене постои една работа која треба да се тргне од домашното воспитување, дека постојат некои работи од кои тоа ти се почетните позиции. На основа на кои, не знам, ти на крајот на краиштата, ако веќе толку зборуваме за, не знам, за сите работи кои се случуваат околу нас, те бугарите, не знам, ова, те цркви, не знам што се случува околу нас, едноставно, кога ќе погледнете длабоко, проблемот е она што Маркс го вика собствениот антагонизам. Значи, ние имаме проблем тука самите со себе.